Почитувани. Улицата Охридска во Маџармало е само еден пример за тоа како се работи во општина Центар и во какви услови живеат центарци. Герасимовски СДСМ, ако треба Центар ќе го направат и Бангладеш, само за да дела тендери и градежни дозволи на фирми блиски до Венко и Заев, за спас на партијата која оди во сигурна пропаст. Како и сите други проблеми, каде што општинските инспектори или се на боледување, или се на одмор, или едноставно си земаат плата, а не работат, така и тука 2 години никој од службите под контрола на СДСМ и Герасимовски не видел дека на улица Охридска во Маџармало граѓаните постојано се дават во прашина, а за да стигнат до своите домови мора да газат преку градежен шут. Тука не може ниту мајка со дете да помине со количка, а камоли лице со инвалидска количка по тротоарот. Па тие мораат да се движат по улица заедно со возилата, камионите и градежните возила. А кога сме кај улицата, како и тротоарот, така и таа полека ја снемува, за да може да се направат нови згради, а комшиите да си гледаат во прозорец. Почитувани. Го повикуваме кадрот на Зоран Заев, Горан Герасимовски, итно да дојде во Маџармало и да објасни по кои прописи се работи тука и дали очекува против пожарната служба итната медицинска помош да интервенира со велосипеди, бидејќи со комбе и камион тоа не е возможно. Да дојде Герасимовски во Маџармало и да одговори зошто не беа доволни поплаките на центарци, па се чекаше медиуми да објават, па за тој да мора да испрати едно штуро соопштение дека било потребно геодетско мерење. Дојди, Горан, да ни објасниш дали треба и тука да пропадне тротоар и соседни објекти за да преземеш било што. Да дојди да ни објасниш и на маџармалци да ми објасниш каде се криеше 2 години. А на одење, заедно со твоите другари, Заев и Венко, да си поднесеш оставка, а да не го влечеш Центар, заедно со СДСМ, во неизбежна пропаст. Ви благодарам.